По објавувањето на прилогот за апсурдната ситуација дека при изобилство на геотермална и воедно лековита вода кочанчани немаат бање за да ги користат низините благодети и јавно поставените прашања каде заглави СПА центарот вреден 1.300.000 евра, кој требаше да се гради во рамките на спортско-рекреативниот центар Аква, а на кој реагираа и голем број граѓани на социјалните мрежи. Во текот на вчерашниот ден градоначалникот Николчо Илиев ја даде следната изјава. За да можеме да разговараме, односно да направиме СПА центар како што доликува, односно според европските стандарди, секако е првин да имаме добро подготвени урбанистички планови. За жал, нашиот урбанистички план, деталниот план за градска четврт 14, каде што се предвидени вакви СПА центри, не е во функција, односно не е контактибилен со новиот генерален план, а додека стариот детален план веќе не е во важност, што значи дека ни е потребна прво промена на деталниот урбанистички план за таа градска четврт, за да можеме понатаму да отвориме постапка за продажба на градежно неизградено земјиште, па понатаму да се прават проекти за изградба на вакви СПА центри. Единствено што може во овој момент, а се работи, е на измена на деталниот урбанистички план за градска четврт 14, каде што покрај вакви СПА центри ќе предвидиме и базени за болничко лекување, односно бањологија, со што ќе овозможиме овој процес да оди позабрзано во идниот период. И покрај се за граѓаните останува нејасно зошто за речиси 4 години не е изработен или не е прилагоден деталниот урбанистички план со генералниот, дали и какви објективни проблеми евентуално има во таа сфера и кои се роковите во кои може да се реши проблемот за активностите да започнат или продолжат да течат според нормалната динамика. На едноставен начин прашано до кога ќе заврши постапката за изработка на деталниот урбанистички план, кога би се создале услови да профункционира приватното јавно партнерство и да започне изградбата на СПА центарот, и тоа што најмногу ги интересира граѓаните, кои ќе добијат каков и да е објект кој ќе им овозможи користење на термалната вода преку бањолошки услуги. Сето тоа добива на тежина со изјавите на актуелниот градоначалник кој пред 2 години соопшти дека имало сериозно заинтересиран инвеститор со кој се разговарало за локацијата, проблемот со комарците, како и за други битни сегменти поврзани со функционирањето на еден модерен СПА центар. На крајот на денот останува реалноста дека кочанчани и во овој мандатен период ќе останат без бањолошки или СПА центар, односно без лековити благодети на термалната вода, како што и во изминатите 3 децении генерации и генерации од регионот не знаат што е бања. За стопанско-туристичките и економските ефекти што во меѓувреме се пропуштени, излишно е да се коментира.